Па жално е дека нема да го видиме Скопје украсено како и другите големи градови во Европа и по светот. Па знам дека треба да се штеди на струја, али искрено мислам дека може да се најдат некои начини алтернативни, барем од хартија или некои видови на... Може да се украси, секогаш мислам дека може да се направи тоа, бидејќи освен што прави амбиент, како прави луѓето по среќни, може да се каже. Не знам што би рекла, сега нема новогодишна атмосфера, не треба да се претерува, али пак малце кога има некоја елка, нешто на плоштад како порано, децата да се радуваат, мислам дека треба. Да, да се осети дека е нова година, нели? Другите години ни беше убаво кога ќе излезевме, па тоа на некој начин ни го разубавуваше и денот и ни влеваше некаков оптимизам, некаков ентузијазам и така натаму. Не ни треба надворешна светлина. Светлината е во нас, да си ја најдеме. Што да биде? Паметна Нека ги земат парите, нека ги инвестираат во нешто друго. Со овој стандард со кој живеат луѓето и не треба да биде украсен. Треба да почне се краси, да има атмосфера сегде во свет. Завршили Thanksgiving после октомври, ноември веќе се украсено за Божич. Па боле изгледа Скопје. Така, да не е украсено? Дефинитивно, да, уопшто, не ни треба тоа. Да, барам вака ќе бидем, не ја гледаме многу. Нека ги дадат во Парите дом нека ги за деца донираат. без родители. Иако сметам дека тоа може да се направи со помали пари, за да не се почувствува многу на буџетот на градот Скопје, сепак во крајна линија состојбиве какви што се, со се она што се случува околу нас, мислам дека кој знае дали е за славење. Сакате луѓето да трошат пари, да влезат во атмосфера, да влезат во што се вика онака славечка атмосфера, треба да има амбиент за тоа. Ние немаме никаков амбиент. Ние на 31 ќе имаме среќни ако ќе нас украса за да може децата барем да се порадуваат. Или ако веќе се украсува, нека се купат кои ќе се наменуваат секоја година, не секоја година се даваат пари за украсување, а тие украси ги нема. Најголема грешка, после толку години и не знам години кога што Скопје бил декориран за Нова година и за Божич, поради еве јас сега се вратив и од Лондон и од Германија и од каде не, се е украсено. Све е украсено. Значи не може да не е украсен. Они може би штедат у смисла да не палат 24/7 да гори, али во секој случај мора да биде украсено, зашто тие сите зависат од божичните празници. Целиот бизнис, мултимилионерски бизнис е божичните празници на свет. Ние тоа не можеме да го разбереме. Тоа и кај нас е така, кога би имале атмосфера да трошат. Не дека луѓето немат, видите колку станови купуваат, како коли се возат низ Скопје, само нема атмосфера. А божичното украсување е тоа што носи атмосферата во Скопје.